што закони поминавме со европско знаменце, а европско во држава ништо. И причината било во имплементацијата на законските решенија, па земајќи во предвид дека не можеме да имплементираме ни закон за хортикултурно уредување на терасата на Талат Џафери, претседателот на собранието, нема да го имплементираме ни ова како што треба. Сега вака. За одговорноста на клевета и навреда, некогаш тоа се сметало или верниците се уште сметаат дека е смртен греф, затоа што не само што го уништувате човекот, туку и наредните поколенија и неговите претходни поколенија во одредена држава. Ама порано за ова сме имале во Македонија дефиниција преку чест и образ. И честа и образот се потребни кога зборувате за слобода на говор да не преминува во говор на омраза. Ама без чест и образ, слободата на говор лесно преминува во говор на омраза и повторно, дали ќе се реагира по тоа прашање или не, зависно е од кој врши такво дело и кој е на власт. И сега честопати се зборува за номотехнички причини и за човек кој што доаѓа од медицинската фела, еве се некој си биохемичар, ништо не е јасно што е тоа номотехнички. Потвараме закон по закон и бараме поимник и дефиниција. Поимник и дефиниции никаде. Венецијанска комисија на еден состанок на кој што јас се срамам што бев присутна, ни кажа вака: ве молам, не ни се обраќајте повеќе. Не знаете да пишувате закони. Ова не зборува ВМРО ДПМН или некоја си Рашела биохимичарката од извршниот на ВМРО ДПМН. Венецијанска комисија. Не знаете да пишувате закони. Ни испраќате есеи за како го поминав летниот распуст во превод. И така и во овој закон поими и дефиниции нема, а немајки ни чест ни образ, имате слобода на говор, а демек зборуваме за говор на омраза. Од номотехнички причини тука читам дека се брише зборот јавно, а ѓаволот е во деталите. И сега, настрана тоа што законите ги добиваме и закажуваме седниците како лотарија на Македонија, па не знам кој е бројче за кој ден ќе ми се падне, јас треба да го барам ѓаволот во точките и запирките и еве еден. Па ќе го замолам представникот кој што и го донесе овој закон за разгледување да објасни како тоа ќе се избрише зборот јавно, односно од средства за јавно информирање ќе имаме средства за информирање. Дали тоа во превод значи дека секоја порака што ја добивам на Вибер, можам јас да се почувствувам дека е навреда, па да тужам. И така цела Македонија во поларизирано општество, кое што е на ивица на нервен слом од сите кризи, не спомнувајќи некој од нив, оти ги премолчуваме тенденциозно, ќе се тужат едни со други. И сега нема да биде казна од 2000 евра, ќе биде 400 евра, 2000 наместо 10.000 евра, помали казни. Ама секој со секого ќе добие можност да тужи. Па вие велите дека сте се консултирале со новинарската фела, таете и јас се консултирав. И тие кажаа дека не се консултирани. Не знам зошто. Може би мене така ми кажуваат. Јас би сакала објаснување. Доколку не се средства за јавно информирање, туку само средства за информирање. Знаете, председателот на собранието нас не известува преку Вибер. И тоа е средство за информирање. Можам и јас да бидам навреден. Секој ќе се најде навреден. Потребен ми е да видам поимник, дефиниции и законите да бидат срочени на начин на кој што треба било кој граѓанин да знае што тој закон означува. За обичен граѓанин да го прочита и да го разбере. Не само правната фела, не само министерството, не само пратениците, било кој граѓанин. Оти како што почнав, така и ќе завршам. Од закони со европски знаменца, кои што немаат блага врска со европски закони, бидејќи се зборува за концепт на европски системи, кој што не е тука имплементиран, ништо не гледаме од европски вредности, а во последниве 5 години од навреди и клевети никој од нас не крена глава. Ви благодарам.